ова издание. Најмалку 4 цивили се убиени, а 10 други ранети во најновите руски напади, соопшти кабинетот на украинскиот председател Зеленски. САД најавија дополнителна воена помош за Украина од $275 милиони. А Бајден рече дека нема да врши притисок Израел да ја помага на Украина. Оваа држава на 1 ноември ќе гласа на 5-тите избори од 2019 година. За ова и повеќе во продолжение. Почнуваме веднаш. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Пентагон најави нов пакет помош за Украина со оружје и друга воена опрема во вредност од $275 милиони. Со цел да им се помогне на украинските војници да ги протераат руските сили од клучните области на југот. А украинскиот председател Володимир Зеленски денес рече дека воздушните руски напади продолжуваат. Украинскиот председател Володимир Зеленски доцна во петокот стоејќи покрај она што изгледаше како соборено беспилотно летало, рече: агресорот Русија го продолжува својот терор, повторно сме нападнати од небо. Повеќе од 30 дронови беа лансирани за 2 дена, рече председателот. Бранителите на нашето небо ги спречија непријателските мршојатци да пробијат во задниот дел на земјата и соборија 23 ирански беспилотни летала. Зеленски рече дека во овој временски период Русија извршила 4500 ракетни напади и повеќе од 8000 воздушни напади. Но ние се бориме, ќе се бориме уште еднаш. Засега не е јасно дали има жртви. Без разлика што прави непријателот, наша задача е да ги прекршиме неговите планови и да ја заштитиме Украина. И ова не е само нечија задача. Тоа не се однесува само на енергетските работници или на кој било друг. Свесната потрошувачка на енергија сега им е потребна на сите украинци, рече Зеленски. Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин изјави за новинарите во четвртокот дека очекува САД да ги испорачаат високо очекуваните напредни системи за противвоздушна одбрана насам на Украина на почетокот на следниот месец и да обучуваат војници. Соединетите американски држави се обврзаа наскоро да ја достават на Украина 2 ракетни системи земја-воздух со среден дострел. Тој рече дека воздушната одбрана останува најкритичната способност што е потребна на Украина во моментов. А председателот на САД Џо Бајден на средбата во Белата куќа со израелскиот председател во средата зборуваше за заканата од Иран и поддршката од Техеран за руската инвазија на Украина. Бајден сепак рече дека нема да врши притисок Израел да ја помага на Украина. Ова се случува во време кога Израел се подготвува за избори на 1 ноември. Тензиите меѓу израелците и палестинците во Ерусалим се интензивни со недели, како што израелската полиција се бореше со арапи кои фрлаа камења во населбата Шејх Џарах неодамна. Крајниот десничар, политичарот Итамар Бен Гвир, се појави и извади пиштол. Тој твитна дека еврејската крв значи и оти полицијата не треба да биде спречена од владата да пука во арапските терористи. Неговата партија Еврејска моќ учествува на изборите на 1 ноември, заедно со други 2 десничарски партии по заедничко име Верски ционизам. Ако анкетите се точни, Верски ционизам е на пат да стане 3-та најголема партија во Израел. Многу аналитичари го гледаат Бен Гвир како потенцијална влијателна личност, што би можела да овозможи поранешниот премиер Бенјамин Нетањаху да се врати на власт и да формира крајно десничарска религиозна коалиција со Бен Гвир како министер во неговиот кабинет. Сакам Биби да биде премиер, а јас сакам да бидам во владата. Сакам да ја насочам владата кон десно, влада која ги сака луѓето, децата и жените, и која ги брани слабите кои се нападнати. Бен Гвир е следбеник на починатиот Меир Кахане, кој веруваше во трансфер или протерување на арапските граѓани надвор од Израел. Партијата на Кахане беше забранета во Израел и САД како терористичка организација и Бен Гвир беше обвинет за расистичка провокација. Но тој вели дека ги омекнал ставовите. Цврстата левица изврши одлична работа, означувајќи го како екстремист, но во повеќето случаи ова се само лажни вести. Ако ги разгледате неговите интервјуа во оваа кампања, тој не вели ништо за трансфер или за ставовите на Кахане или на други, зашто всушност го обвинуваат левичарите. Неколку американски политичари и лидери на американски евреи предупредуваат дека Бен Гвир, како министер во израелската влада, ќе предизвика тензии со администрацијата на САД и американските евреи.
Основа за цврстото сојузничество меѓу САД и Израел се нашите заеднички демократски вредности. Вредностите запишани во нашата декларација за независност. Идејата дека екстремист како Бен Гвир ќе биде високо лице што ќе ја представува израелската влада, ќе донесе големи последици. Растечката популарност на Бен Гвир изгледа дека се вклопува во светскиот тренд на зголемена моќ на ултранационалистите. Мислам дека одговорот за тоа што се случи во Израел и Европа е националното расположение, потребата на населението да биде одвоено од другите групи. Во Европа тоа се имигрантите или во Израел арапските граѓани. Некои наблюдувачи на избори велат дека изборот на Бен Гвир значи крај на израелската демократија. Други смета дека Израел се уште е силна демократија, како што се подготвува за петти избори за помалку од 4 години. А во продолжение, како млад уметник од Скопје прави уметнички дела од железо. Тоше Огњанов. Во потрага по другата страна на металот. Со тоа мото го почнавме разговорот со Озбек Ајвас, млад вајар од Скопје, кој создава уметнички дела од отпадно железо. Да вратам свежината на отпадот што се фрла, бидејќи кога фрламе отпад, ние фрламе готови парчиња, тие готови парчиња гледам да ги искористам колку што можам на ист начин, како што изгледале претходно во уметност, во скулптура. Вниманието на јавноста го привлече со импозантната скулптура Тешкото. Тоа беше негов дипломски труд на факултетот за ликовни уметности. Скулптурата е со димензии од речиси 10 метри квадратни, направена од железо од отпад. Ја сочинуваат 8 фигури: 6 играорци, зурладжија и тапанџија. Идејата дојде при време на карантините Тешкото. Имав гледано видеа поврзано со Тешкото и моментот пред не знам колку години, мислам дека 2012-2013 имаше концерт во Скопје на браќата Тавитијан. Македонското срце чука во 7/8, така се викаше албумот. И тој момент го имам запамтено. Ајвас денес е на магистерски студии. Во текот на едукацијата поминал низ период на двоумење меѓу екзистенцијата и уметноста. Сепак, победил поривот за креативно создавање. Од скулптури многу и не се живе, бидејќи не се купуваат. Нема пазар ние за тоа. Но нашол начин како да ги спои уметноста и практичната екзистенција. Почнал да создава украсни и пременливи декорации од метал. Уметноста ја користам во индустријска форма и така екзистирам преку уметноста, што уметноста ми дала мене, бидејќи самиот момент како уметник, познавајќи естетиката и естетските вредности, тоа ми помага за да можам да правам индустријски форми и да екзистирам. Како и повеќето млади лица од неговата генерација, помислил да ја напушти државата. Сепак се одлучил да остане и да се соочи со предизвикот да се опстојува во македонското општество. Кој сака да работи, има работи во Македонија. И Германија е во Македонија. Ајвас работи и како наставник по ликовна уметност, но многу почесто е во неговото ателје во Скопски чаир. Таму од речиси секој агол надзира по некоја уметничка форма. Концептот на оваа скулптура ми беше со екосвеста и актуелната тема, бидејќи сите се настинати, носот ми е чешма муабет. Зашто сите кои ги прашав, дај да искочима се видиме, не можам, носот ми е чешма. И викам има нешто со муабетов, носот ми е чешма и земав направив портрет, носот ми е чешма. Запчаниците, поклопците, деловите од чини во малото ателје на Ајвас не се претвораат во отпад. Низ креацијата на овој млад уметник, тие добиваат нови форми, со кои тој продолжува да испраќа порака за оптимизам кон едно подобро општество. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. И пред да се одјавам, сакам да ве информирам дека по речиси 2 децении денес го емитувавме последниот ньюсфлеш. Гласот на Америка на македонски почнува ново поглавје на дигиталните платформи, за каде подготвуваме многу нови проекти. За сето она што ќе следува, продолжете да не гледате на нашата веб страница и социјалните медиуми Facebook, Instagram и YouTube. Ќе има многу новитети. Јас сум Елена Ѓоргиевска, се гледаме таму.